Кога зборев за потребата на донесување од овој закон на пленарна седница, почнав со зборовите, ќе парафразирам, овој закон со ваков текст и ваков член 40 став 9 не ни треба. Закон за ловство со изменување на овој член може да речеме дека ни треба. И тогаш бевме воздржани затоа што не знаевме како ќе се одвиваат работите и сега ни станува до крај јасно. Што е поентата на овој закон? Поентата на овој закон е кој ќе ги дава концесиите за ловишта, на кого ќе ги дава и зошто ќе ги дава. Околу амандманот. Со овој член, во став 8 се вика дека тој што ќе понуди најдобра економска понуда ќе биде и ниот концесионер. Меѓутоа, се дава сега членот 9, каде што вика, ќе парафразирам, комисијата, на предлог на комисијата, постоечкиот концесионер може да ја прифати најдобрата понуда. Што е замката? И каде е корупцијата? Ние викаме не на предлог на комисијата, туку законско право на постоечките концесионери е да можат да ја прифатат најдобрата понуда. Веќе кога немаме методологија да ги избереме добрите и лошите, тогаш не треба да правиме селекција. Тогаш треба на постоечките да им дадеме фер шанси. Ние со овој закон нема да дадеме фер шанси, односно на политизирана комисија, без јавна транспарентна постапка, ќе ја овозможеме на кој сака да му даде можност да ја прифати најдобрата економска понуда, на кој не сака нема да му даде. Нема да му испрати предлог. Кој е право? Кој устав, кој закони го дозволува тоа? На едни да можете да го тоа предложите, на други да не можете тоа да го предложите. Како ќе одлучи таа комисија? Кога не е стручна да направи евалуација на понудите. Кога нема јавност и транспарентност во постапката. Кога е составена од 5 членови делегирани од министерства кои се политички. И сега ние сакаме ловство. Сакаме дигање на критериуми, сакаме дигање на еколошка свест. Тоа што го бараме, многу јасно. Ако веќе ги фаворизираме постоечките концесионери, тоа да го направиме до кај. Некој од нив можеби и нема да ја прифатат најдобрата економска понуда и тие нема да стопанисуваат. Меѓутоа, не можете селективно да пристапите на оваа проблематика. Зашто селективност? Да парафразирам. Пошто веќе и партиската ќе се разводни во целата приказка, ако е корумпирана ова комисија, по наводници, ако и дадете рушвет, тие ќе предложат, ќе ви пратат предлог да прифатите најдобра економска понуда. Ако сте сам, сте во игра, ако имате конкуренција, овие од комисијата ќе ви речат, дојди вамо, ја прифакеш играта со нас, тебе ќе те направиме идниот концесионер. Не е битна финансиската програма, ќе понудиш таму слаби, нереферентни вредности, прифати ја економската најголема понуда и си ја завршил работата. Ке немаш вложување никакви во подобрување на ловот за таа концесија. Сега тука треба малце да се одолжиш. На кој ќе се одолжиш? На корумпираните, мнозинство во
оваа комисија. Неката комисија Многу ви е јасна приказна. është parala e qartë Значи, некој сака dikush dëshiron постоечките концесионери да идат да бакнат рака, shkojnë të puthin dorë дали ќе изберат политичка, дали ќе изберат politike да дадат рушвет и да добијат понатаму право на концесионерство. Ова е тоа европско Kjo është во нашата држава. në shtetin tonë. Малку го спуштив нивото, меѓутоа сум толку иритиран, Aq jam i irrituar затоа што веќе нема ни наука, as shkencë, не поминува факултетот, не поминува универзитетот, не поминува знаењето, dienia. ќе бранеме политички ставови до крај, Qëndrime politike еволуација ќе ни прават луѓе кои немаат поима од лов. kanë lidhje nga gjuetia. И на крајот тие ќе одлучуваат Do të vendosin немеродавно, në mënyrë jo а meritore согласно закон на кој ќе дадат шанса или нема да дадат шанса. Е тоа е лошото во овој закон и овој закон ваков не ни треба. ky ligj si kjo nuk na duhet. Ако стојат овие зборови, не на предлог на комисијата, туку по правило, Por sipas по rregullit дефолт постоечка прифаќа или не прифаќа, најдобра понуда ќе беше окей. oferta me Ги фаворизирате horizoni. постоечките и тоа е окей. Ato Сте ekzistojnë. одлучили така и така. Ashtu keni vendosur. За мое лично убедување и тоа не е најсекното решение. Треба да има еволуација, треба да има мерење на работењето ни сите години од стопанисувањето на постоечките концесионери, за да знаеме кои се добрите, кои се лошите. Тоа може да го направи инспекторот, тоа може да го направи и секторот, тоа може да го направи нормално во соработка и факултетот, меѓутоа тоа не се прави. Кај нас на крајот се сведува на бизнис, политичка моќ во оваа држава и тука завршува целата приказна. Нема повеќе ни лов, ни ловно стопанство, ни интерес на државата. Rest të shtetit. Овде ќе заврши приказното. А соберени се, богами, 3-4 години концесии, Vite koncesione. носевме закони, пролонгираме и стигаме до финалето. Еве го финалето. Тогаш бев Atëherë isha критикуван дури и од kritikuara. некои луѓе кои не можеа да ја согледат далекосежно, зашто само јас сум против. Pse unë jam Зошто не и да излеземе на ловните здруженија во пресред кога се такви околностите. Е тие околности ќе доведат до ова. do të sillin në këtë Пред избори, para zgjedhjeve во скратена постапка 5 до 12, да имаме комисија ваква како што ќе ја имаме, политичка, politik ако се склони кон корупција, огромна можност за корупција edhe për korrupsion и ништо од лов. Благодарам. gjuetia. Ju falim